Овој период од годината е идеален за преседување на саксиско цвеќе со додавање на плодна и свежа земја. Кои се првите знаци и како да приметиме дека цвеќињата треба да се пресадат? Прво, ако забележите на дното на саксијата да излегуваат коренчиња од дупките, има дупки на секоја саксија, тоа е знак дека земјата треба да се менува. Тоа е едно. Второ, кога ставите вода во саксијата, ако водата брзо истече, значи од површината на саксијата брзо истече во тацната или на подворот на земјата, тоа е исто еден знак дека треба да се менува земјата. Трето, саксиите во кои има набиена земја, тие цвеќиња не се свежи, се со пожолтени листови, со свиткани листови, помалку цветови даваат некој што треба, и тоа е исто еден од знаците дека треба да се менува посвета. Откако цвеќето ќе ги покаже првите знаци дека е време за пресадување, неопходно и важно е да се започне со овој процес. Треба обврзано да се набави ровка земја, хумусна. Не мора да таа оваа скапата што ја продаваат по аптеките. Едно излегување во убав ден во природата, кај речеме, ево пример ќе ви кажам, кај да идите, зоолошката градина. Треба да се набават нови сакси за промена на посвета. Саксиите кои новите сакси смеат да бидат само за еден број поголеми од досегашните. Тоа е многу важно за таа. Треба да се обезбедат керамитки, скршени од цигли, од градежни материјали, ситни керамитки кои се големи како една коцка шеќер, да речеме, отприлика таа големина. Според Иванов, најдобро време за преседување на цвеќето е веднаш после прецветувањето или пред да почнат да излегуваат нови гранчиња.